Почитувани граѓани, почитувани новинари. Пред граѓаните ветивме правда, силна правна држава и независно судство. И правда и независно судство ќе има без оглед на желбата на Христијан Мицкоски и неговиот ментор Никола Груевски. Да го спречат и да го заштитат криминалот во своите редови. Не успеа мисијата на извршителот Мицкоски да го спаси од одговорност својот шеф во Будимпешта Никола Груевски. Законот за јавно обвинителство, кој е во собраниска процедура, е темел на реформите во правосудството и гарантира неселективна правда. Конечно, одговорност за сите. Правниот систем добива трајно решение, без да има потреба од специјални институции и адхок експериментални решенија. Со законот, почитувани граѓани, се гарантира дека сите судски предмети кои произлегоа од специјалното јавно обвинителство ќе имаат правна завршница. Постапките за овие процеси ќе бидат професионални, фер и базирани на докази. Аудиоматеријалите остануваат докази во случаите на специјалното јавно обвинителство покренати до 36.2017 година, како што беше предвидено со самото основање на специјалното јавно обвинителство. Нема да има и нема скриена амнестија за никого. И секој за кого постои обвинение ќе одговара пред институциите согласно законите во нашата држава. Очигледно е дека тоа му пречи на Христијан Мицкоски, па затоа веќе цела година преку пратениците прави се за ова законско решение да не се донесе, да не завладее правната држава. Усвојувањето на законот за јавното обвинителство значи и огромен придонес кон европската перспектива на државата и интегрирањето на нашите граѓани во европското семејство. Го превземаме најважниот чекор за нашата европска интеграција. После ова, Европската Унија е на потек. Затоа, од овде, ги повикувам сите мои колеги пратеници да бидат на висина на одговорноста и да се стават во функција на правната држава и овој закон, зад кој застанаа и нашите меѓународни пријатели, Европската Унија и САД, да биде донесен со потребното мнозинство. Владењето на правото, силна правна држава и независно судство се основата на секое демократско општество. Како пратеници имаме обврска тоа да го обезбедиме и ќе го обезбедиме преку носењето на законот за јавното обвинителство. Ви благодарам.